Летото ги испразни функционерските канцеларии. Дел од министрите веќе ги спакуваа куферите за на одмор. Некои заминуваат кон Јадранот, други уживаат на турските плажи, а дел остануваат во домашен амбиент во Охрид. Политичкиот терен стивнува до втората половина на август, кога се очекува нова офанзива, овој пат за локалните избори. Дел од нив ќе продолжат да ги извршуваат своите работни обврски и за време на одморот, додека други ќе се вратат на своите позиции по 15 август. Има функционери кои годинава воопшто нема да одат на класичен одмор, додека пак дел се уште не одлучиле. Председателката Гордана Силјановска-Давкова неколку дена ќе престојува во Охрид, но и од таму ќе ги извршува своите обврски. Председателката Гордана Силјановска-Давкова во следните денови ќе престојува во Вила Билјана во Охрид, од каде ќе ги извршува работните обврски. Дали и каде ќе оди премиерот Христијан Мицкоски за сега нема одговор, иако меѓу неговите омилени дестинации изминатите години беа Црна Гора и Хрватска. Нема одговор ниту каде ќе се одмори председателот на СДСМ Венко Филипче, за кој е општо познато дека поседува специјална виза за Дубај. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски една недела ќе помине на Јадранот во Црна Гора. Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски пак во моментов е во Турција со неговото семејство. Вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски ќе искористи неколку дена во Охрид со своето семејство, а министерот за одбрана Владо Мисајловски на одмор ќе оди после 7 август. Меѓу тие кои нема да одат на летување овој период се собранискиот спикер Африм Гаши и министерот за здравство Азир Алиу. Голем дел од министрите пак се уште не се одлучиле, меѓу кои и вице-премиерот и министер за животна средина Изет Меджити. Политичката сцена добива успорен летен ритам, но само до средината на август, кога се очекува партиите да влезат во завршната фаза за локалните избори. Се одмораат, но и спремаат стратегии без разлика дали се на море, во вила или со лаптоп покрај езеро. Од втората половина на месецов ќе се официализира и начинот на кој владината коалиција ќе настапи на локалните избори. Повеќето кандидати на владеачките партии се веќе познати, а останува да се види каков ќе биде договорот меѓу ВМРО, ДПМН и ЗНАМ. Летниот одмор, доколку го користи, ќе му помогне и на председателот на СДСМ Венко Филипче во одлуките кого да кандидира за градоначалник во општините каде досега немаат кандидат.